Почитувани присутни, драги пријатели, работата и проектите се тоа што, односно по што политичарите треба да се одмеруваат, да се оценуваат, да им се верува или да не им се верува. Не само по зборовите, туку и по делата кои се оставаат, кои се остваруваат. Колку добро направиле за народот, колку проблеми се решиле, дали се одговорило на барањата и на потребите, дали се исполнило ветеното. Затоа е потребно отвореност и соработка со граѓаните, но и визија. Вие добро знаете дека внимаваме што ветуваме. И тоа што ќе го ветиме, го исполнуваме. Нашата работа е мерлива и видлива. Тоа го говорат илјадниците проекти и мерки, направени за граѓаните во изминатите години. Тоа го говорат новите училишта, новите болници, новите патишта, новите компании кои отвораат нови работни места и ги вработуваат невработените, универзитетите и новите факултети, новите градинки, новите спортски објекти, субвенциите за земјоделците, покачените пензии, новите лаборатории и огромен број на други проекти, но и многу мерки, реформи, промени на законите, кои овозможуваат подобрување на животот на граѓаните. Ние нудиме решенија. Нашето време го посветуваме на работа за народот, за она што навистина му треба и е необходно. Проектите и мерките се нашиот најдобар одговор на секоја провокација, на секоја клевета и на секоја невистина искажена од нашиот политички опонент. Времето посветено на докажувањата и јавови обвинувања е заводно загубено. Тоа е период кој ние го користиме за работа и за проекти. Она што му носи на народот, на граѓанинот подобра и посигурна иднина, што ќе му го направи животот подобар, ќе му го направи поквалитетен, ќе му реши дел од проблемите и ќе му реши некое негово барање или потреба. При тоа посветуваме огромно внимание на младите луѓе. Тие се нашиот фокус, најсилниот мотив поради што реализираме огромен број проекти наменети за нив. Потребна им е подршка и понуда за нови можности за успех, за нови шанси и за решавање на нивните барања. Младите се силата која граби напред. И тоа е неминовен процес кој се случува. А наша задача е тоа да го динамизираме и силно да го подржиме. Затоа се стипендиите, затоа се новите факултети, реформите кои што носат квалитет во образованието, новите предности и новите бенефиции за младите. Почитувани, денес промовираме нови 7 мерки и проекти за младите. Проекти и мерки кои се од различна сфера, но секој од нив значаен за младиот човек или за одредени сегменти кај младите. Првиот проект е наменет за младите кои доаѓаат од самохрани или еднородителски семејства. Ќе намалиме партиципацијата за 50% за студентите од самохрани и еднородителски семејства. ВМРО-ДПМН континуирано води грижа сите граѓани на Република Македонија да имаат подеднаквов пристап до високото образование. Социјалниот статус не треба да биде пречка за реализација на амбицијата и за стекнување на факултетска диплома. Во таа насока предвидуваме намалување на партиципацијата за 50% за сите студенти од прва до четврта година на државните факултети или онаму каде што се и 5 или 6,
кои се деца на самохрани родители, односно потекнуваат од едно родителско семејство, во кое вкупните приходи се под износот на нето минималната плата утврдена во земјата. За оваа мерка, секоја година владата ќе носи одлука за квоти за секој факултет. Мерката ќе започне да се применува од септември 2017 преку заедничка работа на Министерството за образование и наука и Министерството за труд и социјална политика. Инаку, досега, во оваа насока, согласно Законот за високо образование, на универзитетите не се плаќа партиципација за деца без родители, лица од прв или втор степен на инвалидност, воени инвалиди и лица растени во домови за деца без родителска грижа. Средствата за партиципација на овие лица се покриваат од буџетот на Република Македонија. Вториот проект кој ќе го реализираме е основање и отворање на национална математичка гимназија. Влогот во математичките познавања, како основа на речиси сите природни науки, придонесува кон продуцирањето на кадри со изразено развиени когнитивни способности, информатички, комуникацијски и аналитички вештини, висок степен на логичко размислување и разрешување на предизвиците. Едноставно кажано, никогаш математиката сама за себе не била цел, туку суштинска алатка за постигнување други цели и отворање на значителни можности. Во таа насока, по примерот на многу земји од развиениот свет, предвидуваме отворање на специјализирана национална математичка гимназија. Националната математичка гимназија ќе нуди образование по посебни напредни наставни планови и програми креирани и одобрени од Бирото за развој на образованието, но со подршка од наставно-научниот кадар од Природно-математичкиот факултет и од МАНУ, кои ќе бидат и дел од вонредниот наставен кадар во ова средно училиште, но и подршка на редовниот кадар во рамки на оваа установа. Математичката гимназија ќе биде лоцирана во Скопје и ќе има ограничен број на места во секоја учебна година. Откако ќе бидат направени необходните подготовки и ангажиран стручен кадар, се планира да биде отворена во 2018-та. Во нејзин состав ќе има и кампус за ученици кои ќе имаат потреба од сместување. Прогресот ќе значи можност за дисперзирање на паралелки во другите градови во земјата. Предвидено е да биде опремена со најсовремени компјутерски лаборатории за изучување на математиката и другите сродни области. Освен редовната математика, ќе се изучува и напредна математика. Третиот проект е стимулација за упис на техничките факултети. Стимулација за оние кои што ќе се запишуваат на техничките факултети. Популаризацијата на техничките науки, кои се дефицитарни на пазарот на труд, е дел од пошироката стратегија и план за севкупен економски и индустријски развој на Република Македонија. Факт е дека кадрите од техничките науки недостасуваат на пазарот на трудот и тие се потребни особено во насока на постигнување на сестран развиток и развој на индустријата. Затоа, во академската 2017-2018 ќе им овозможиме на сите студенти кои доаѓаат од семејства кои имаат месечни примања не поголеми од просечната месечна нето плата, а кои за прв пат ќе запишат студии на техничките факултети, кои функционираат во рамките на државните универзитети, да влезат во државна квота, односно да плаќаат партиципација од само 200 евра, наместо 400 како што е за студентите со кофинансирање. Значи 200 евра партиципација за студентите од техничките факултети, чии семејства имаат приходи помали од просечната плата. Обврска на студентите кои се корисници на оваа мерка
е да не презапишуваат предмети. Ова ќе придонесе да стимулираме што поголем број на млади да се запишат на еден од техничките факултети и да се стекнат со образование кое е дефицитарно на пазарот на труд. Четвртиот проект. Четвртиот проект е изградба на нов конгресен центар во Охрид. Конгресниот центар во Охрид е замислен да биде еден од најрепрезентативните конференцијски, односно конгресни центри во Европа, кој што ќе биде одлично место за сите видови на настани изведени по највисоките стандарди. Ќе биде лоциран во Охрид на само 15 минути од Охридскиот аеродром, во населбата Даљан. На Охрид како туристички центар, но и на Република Македонија и недостасува токму ваков простор. Со врвно опремени мултифункционални сали, ресторан и паркинг на располагање. Конференцијскиот центар ќе представува совршено место за организирање на голем број младински настани, конференцијски настани, годишни собранија, музички концерти, конференции на меѓународни асоцијации, корпоративни конференции, а исто така и различни гала вечери. Предвидени се содржини за неколку 3 до 4 мултифункционални сали за саемски изложби, за состаноци, за конференции, за било какви настани, со капацитет до 100 до 150 луѓе. Една голема сала за најмалку 1000 луѓе. 2-3 помали сали, односно 5 до 6 помали сали за билатерални средби, односно сите заедно, бидејќи ќе може да се спојат, капацитет од околу 1500 луѓе паралелно во исто време. Ке има исто така во рамките на овој конгресен центар и соодветен ресторан, соодветна опрема, аудио и видео контролна соба, озвучување, лаптоп маси, интернет, звучна изолација, паркинг и сите пропратни елементи потребни за еден ваков модерен и современ конгресен центар кој што најмногу ќе биде користен од младите за различни младински содржини. Објектот ќе започне да се гради во првата половина на 2017 година, откако преходно ќе бидат преземени сите подготвителни активности за вцртување во деталниот урбанистички план на Охрид, изработка на проекти, планирања и избор на изведувач. Проценетата вредност е околу 10 милиони евра. Петиот проект е изградба на нов отворен базен во Скопје во спортскиот центар Борис Трајковски. Отворениот базен би бил сместен во рамките на спортскиот центар Борис Трајковски. Согласно потребите на овој спортски центар, согласно на тоа што веќе таму постои и аквапаркот, кој одлично функционира, ќе биде базенот, отворениот базен, ќе биде една дополнителна нова понуда. Трошоците за реализирање на овој проект предвидено е да изнесуваат 740.000 евра. Отворениот базен е предвидено да започне со изградба во 2018 година. Со реализацијата на овој проект, заедно со преходно најавените, односно проектот за затворени тениски игралишта и затворена гимнастичка сала, како и веќе постоечките спортски целини,
ќе се добие комплетен спортски центар за спортување и рекреација на скопјани, но и на сите други кои ќе доаѓаат тука. Шестиот проект е повторна изградба, возобновување на објектот на некогашната учителска школа во Скопје. Овој проект предвидува реизградба, возобновување на зградата на некогашната педагошка образовна установа која се наоѓа во близина на сегашните бараки на општината Центар, а која целосно беше уништена за време на катастрофалниот земјотрес во 1963 година. Планирано е да се офати во програмата за инфраструктурни инвестиции на Министерството за образование и наука и на Министерството за култура за 2017 година. Веднаш по изградбата, овој објект ќе биде просторно решение за некоја од државните високообразовни установи која во моментот нема своји простории, а младите од таа установа ќе учат во технички напредни простории и ќе имаат современи услови. Воедно градот Скопје ќе добие репрезентативен објект. Седмиот проект е изградба на современи и подвижни бини за настани и манифестации низ плоштадите. Во овој проект е предвидено градот Скопје, по теркот на современите метрополи, да изгради вкупно 6 функционални и подвижни бини со цел зголемување на културната и забавната понуда на младите. Ќе бидат офатени 6 различни плоштади, и тоа плоштадот Македонија, плоштадот Филип II, плоштадот Мајка Тереза, кој се наоѓа пред објектот на Македонската опера и балет. Плоштадот Пресвета Богородица, кој што за месец до 2 ќе биде целосно завршен во неговото реконструирање. Плоштадот Скендербек и плоштадот ВМРО. Согласно планот за активности на надлежните институции на овие места, ќе има најмалку 2 пати неделно различни младински настани од културен, едукативен, концертен карактер, а ќе се потрудиме и како општини и како централна власт да има речиси секој ден во различно време настани на сите овие плоштади, користејќи ги овие бини. До самите бини ќе биде донесена електрична инсталација за да може да бидат приклучени сите електрични уреди кои што се потребни за тие кои што ќе прават одреден настан од самата бина. Нивната функција ќе биде анимација на младите и овозможување на корисен простор и избиралиште на младите. Бините ќе бидат монтажни, подвижни и соодветно декоративно уредени во просторот. Првите 2 бини ќе бидат поставени оваа година. Едната на плоштадот ВМРО, доколку успешно завршат подготовките, ќе се постави во периодот мај-јуни, а втората на плоштадот Мајка Тереза најдосна до крајот на оваа година. Потоа во периодот што следи ќе се постават и преостанатите 4 бини. Тоа ќе бидат места на кои што секојдневно ќе бидат збиралишта на младите, на кои што секојдневно ќе има забавни содржини, музички содржини, концерти и многу млади групи, неафирмирани, од различни провиненции, со различен тип на музика, ќе може да се промовираат тука.
а секако градот, општините, владата ќе овозможи преку финансирање и веќе промовирани и познати музички групи да настапуваат во интерес на младите луѓе во Македонија. Почитувани присутни, ова се нови 7 значени проекти за младите, кои се доказ за нашата посветеност, кон создавањето на дела и нашиот влог за подобриот живот на младиот човек во нашата држава. Во преходните, кои ги промовиравме, ВМРО ДПМН за околу 2 месеци понуди точно 34 проекти за млади. Заедно со денешните и со оние тргнувајќи од Свети Климент од 8 декември, промовиравме точно 34 нови проекти за млади. ...34 различни проекти, прецизно обмислени, со конкретни рокови и динамика на реализација. 34 проекти за кои што стои нашиот труд и нашата визија за младиот човек. 34 проекти кои што ги обмислувавме, подготвувавме заедно со многу млади луѓе, кои што беа вклучени во процесот на обмислување на проектите. И овие денови, додека ние како политичка гарнитура имаме долги работни состаноци на кои обмислуваме, интензивно со часови создаваме и пишуваме проекти за граѓаните, за младите, при што нашето внимание е целосно насочено за тоа како да создадеме нешто повеќе, но и да го реализираме преходно ветеното. Гледаме како нашите политички опоненти целото нивно време го трошат на обвинување, на задкулисни сценарија, на манипулирање и на скандали. Барем 1/10 од тоа време да го посветеа на нешто корисно и на нешто продуктивно. Сигурен сум дека ќе излезеше нешто прифатливо и применливо. Но тоа е нивното поимање на политиката. Или народот, како што би кажал, кој зашто е скроен. Разликата меѓу нив и нас е очигледна и повеќе од видлива. Нивната деструкција нема на народот да му ги реши проблемите. Нема да му најде работа, ниту проекти со кои се решаваат проблеми. Нивната деструкција е за спас на нивните политички кариери. Но исто така треба да им е јасно колку и СДСМ да се труди, да ја носи државата наназад и во поголема криза. Ние имаме одговорност да ја носиме напред, кон сигурна иднина. Таа одговорност ја имаме пред сите граѓани и таа одговорност ќе ја исполниме. На изборите народот одлучува. Затоа СДСМ и ЗАЕВ се плашат од избори, бидејќи нивниот главен страв е одговорот од граѓаните, кои многу добро гледаат и знаат точно што се прави. Изборите ќе бидат одговор кој СДСМ ќе го добие. Не од ВМРО ДПМН, туку лично од граѓаните на Македонија. И тој одговор ќе биде громогласно не за сите нивни манипулации, афери, закани, за сите нивни обструкции, подметнувања, сплетки, најави од ЗАЕВ за притвори, на се она што е деструктивно, манипулативно, измислено заради лични политички амбиции. И истовремено ќе каже едно големо да. Да за работа, да за програма и за брз развој, да за продолжување и уште поголемо за забрзување на темпото на работа и реализација на тековните и многу нови други проекти. Македонија ќе ја победи и оваа наметната криза од СДСМ. Убеден сум во тоа, затоа што верувам во силата на граѓаните и на народот.
На секоја провокација, на секоја закана и деструкција од СДСМ, нашиот одговор е работа, многу проекти и заштита на интересот на граѓаните и државата. Тоа е одговорноста која имаме пред граѓаните и таа одговорност ја исполнуваме. Така и ќе продолжиме. Во периодот што следува, ќе промовираме многу нови проекти и многу нови мерки за граѓаните. Нашето внимание е насочено кон работите кои им помагаат на граѓаните и ги решаваат проблемите. Било да е тоа во здравството, во земјоделството, во културата, во образованието, инфраструктурата или економијата. Ние, сите ние, немаме друг начин и друг пат од тој Македонија да оди напред. Заедно ќе создадеме уште многу дела. Заедно ќе продолжиме со успеси и ќе успееме. Да сте живи и здрави. Да живее Македонија!